Бидете истрајни во овие моменти. Почитувајте ги мерките и препораките и останете во добро здравје. Ваква повратна порака добија хронично болните пациенти кои до владата и Министерството за здравство испратија молба да бидат ослободени од работа. Гневни и револтирани од односот на надлежните, пациентите со хронични заболувања реагираат. Оти пораката која им ја испрати главниот кризен штаб била несериозна и иронична. Разочарани се од односот на институциите кои наместо да ги заштитат, им порачаа да се чуваат. Алармираат оти состојбата со коронавирусот ескалира, а надлежните се уште тактизирале со здравјето и животот на најризичните групи на граѓани. И на социјалните мрежи врие. Роднини и пријатели речиси секојдневно се простуваат од свој блиски, кои поради сплет на хронични заболувања ја изгубиле битката со коронавирусот. Апел за заштита на хронично болните пациенти денеска до министерот испратија и од Алијанса на пациентски организации. Тие бараат оваа ранлива група на граѓани итно да биде ослободена од работни обврски. Толку многу се влоши ситуацијата со COVID-19, ќе побараме директно од министерот да направат одредени отстапки и промени во делот на хронични болни, посебно на пациентите кои веќе имаат се поголеми влошувања на нивните други заболувања, односно ситуации во каде што имаат потреба да добијат одредена лекарска нега. Ние ќе бараме овие пациенти да бидат ослободени, бидејќи дополнителниот напор на овие пациенти за да стигнат до клиниките и нивниот напор за да се соочат со ковид ситуација ќе представува огромна шанса да не дај Боже го изгубат нивниот живот во иднината. Здруженија на хронично болни пациенти пред 2 месеци добија ветување од министерот Филипче оти сите пациенти со хронични заболувања со само една потврда од лекар специјалист ќе бидат ослободени од работа. Но ова не профункционира во пракса. Пациенти со хронични болести се жалеа оти ги шетале од врата на врата за да ги продолжат боледувањата. Голем дел од нив и покрај тоа што добиле препорака од специјалист да седат дома 2 месеци, Комисијата за боледување им одобрила само 15 дена. И министерот Филипче рече дека ваков пропуст воочиле, но не прецизираше кога ќе се реши.